Почитувани, добродојдовте во вестите на Канал 8. Државниот инспекторат за животна средина направил вораден надзор на комуналната депонија кај Кочани. Неповолната состојба била констатирана и дадени се неколку задолженија со рокови. Состојбата со чадењето и загадувањето на воздухот од депонијата кај Кочани останува актуелен проблем, а поради зачестените реакции во јавноста од Државниот инспекторат за животна средина направиле вонреден инспекцијски надзор. Според известувањето од инспекторатот, надзорот бил во јавното претпријатие Водовод кое управува со нестандардната комунална депонија кај селото Бели. При тоа со решение били издадени неколку задолженија со рокови. Во записникот од надзорот е наведено дека за опожарувањето на депонијата, согласно член 37 од Законот за управување со отпад, надлежноста е на Општинската инспекцијска служба за животна средина. За отстранување на сите неовластени лица пак од кругот на депонијата, надлежни се комуналното претпријатие Водовод во соработка со Општинската администрација и полицијата, како и со останатите државни институции. Било констатирано дека на 14 јуни, иако била изгасена депонијата, истата полоцна повторно е опожарена. При тоа имало интервенција и од територијалната противпожарна единица и доброволното противпожарно друштво од Кочани, кои со неколку возила и пожарникари ја гаселе депонијата. Како привремено решение за спречување на чадењето од депонијата, на последната седница на Советот на Општината е донесен заклучок од буџетската сметка да се обезбедат средства во висина од 1 милион денари, со кои треба да се набават алги за гаснење на депонијата. На последната седница на Советот на Општина Кочани беа упатени забелешки за недоволна застапеност на Општината во проектите на Центарот за развој на Источниот плански регион. Се актуализираше и прашањето за планираниот регионален стационар за кучиња скитници. Недоволна е вклученоста и застапеноста на Општина Кочани во проектите на Центарот за развој на Источниот плански регион, иако според процентуалното учество по бројот на население и површината, таа е меѓу поголемите, беше оценето на последната седница на Советот на Општината. При разгледувањето на годишниот извештај за спроведување на програмата за развој на регионот за 2023 година, советниците излегоа со забелешки во однос на распределбата на средствата што се наменети за реализација на инфраструктурни и комунални инвестиции на локално ниво. Мислам дека сите ни интересира конкретно за годината 2023 година во што се состои помошта на Источнопланскиот регион за Општина Кочани. Во кои проекти е вклучен градот Кочани и каква е финансиската рамка? Колку проценти или колку проекти се доделени од Источниот плански регион на Општина Кочани и на што се должи тоа, бидејќи јас во материјалите видов дека многу малку. Дали се должи на тромавата администрација во Општината, ако може тоа да ни го објасните. Гледам дека проект кој што беше иницииран тука на седница на Совет за изградба на регионален центар за третман на кучиња скитници ви е влезен во планот за 2023-2024 година. Финанси се обезбедени колку што видов 4 милиони 900 илјади од UNDP, така? Така барем стои во извештајот, ако добро сум видела. Ме интересира докаде е реализацијата на проектот, бидејќи вака на видело ништо не се гледа, 24-та е веќе преполовена. Представникот на Центарот за развој на Источниот плански регион даде образложенија во врска со прашањето од советниците, при што дополнителна полемика имаше околу регионалниот центар за бездомни кучиња. Значи, ние аплициравме минатата година до UNDP, за жал, а може би и за среќа, сме на први на резервна листа. Зашо за жал и за среќа? Затоа што ние сите сакаме да имаме соберен центар и ако студијата каже да биде во Кочани, дали ќе се согласите да бидат сите кучиња од Источен регион во Кочани? Не е стационар, значи тамо се чуват, се заловуваат и се држат. Еве, јас од моје искуство, ние не ги добивме парите и се надеваме дека ќе добиеме, пошто сме на народна листа ќе ги добиеме. Но ако студијата каже дека ќе биде на територија на општина Кочани, пошто тоа има таму и некои законски рамки да биде, ако е регионален, да биде на 50 км до сите. И сега, од прилика Кочани, Виница се тука нека, ако дојде на територија на Кочани, како би реагирале? Исто како за ѓубришето. Добро, ево, во разговорот со некои општини обласни рекол, кога постојам исто прашање, кога кажа? Само не од 10 км.
добро. Значи, моментално очекуваме дека ќе го подпишеме договорот. Кога ќе се подпише договорот, не значи ќе биде на општина Кочани. Ако се подпише договорот, ќе се направи студијата ќе каже каде ќе биде правилното место што ќе биде. Ово хипотетичко го реков, дали добро, гледам во Кочани се слагате, пошто повеќето општини одма реагираат. Кај вас значи нема да има проблем, а не значи дека ќе биде во Кочани, ќе биде било каде. Во однос на проектите со кои се поддржува развојот на општина Кочани, Василев додаде дека распределбата на средствата со кои располага Центарот за развој се прави транспарентно. Ние имаме буџет од државата, од Биро за регионален развој, околу 50 милиона денара. Тие 50 милиона денара се преку форум на заедница, како што реков, има партиципативност, транспарентност, значи учествуваат од сите општини, не само вработени во општини, него во институции, во невладини организации, граѓански сектор, граѓани доаѓаат на тие форуми и гласаат кои проекти ќе се реализираат. На база на тоа, од тој фонд, што е од Биро за регионален развој, се одредуваат одредени проекти, се рангираат. Тие потоа се праќаат, се направат апликации за нив, Советот за развој ги рангира по одреден редослед и се даваат во Биро за регионален развој, каде што тие ги оценуваат. По дискусијата мислам дека сите советници мислиме дека недоволно проекти се одобруваат за Кочани. Јас во име на сите советници ќе побарам вие да го пренесете тоа до Источноплански регион, малку повеќе внимание на општина Кочани, тоа го барам. Мислам дека се согласувате сите. Друго, во однос за стационарот за Кучиња, ако е направен како што треба да се направи, еден модерен центар, ограден со боксови, со се, кој е проблем да не биде во Кочани? Не гледам, ако е на правилно место, да не е во строгиот центар, значи ако е на право место, се нема проблем. По получасовните дискусии на седницата на Советот на општина Кочани со 9 гласа за и 1 глас против, годишниот извештај за работата на Центарот за развој на Источноплански регион не доби поддршка од советниците. Во просториите на локалната самоуправа во Виница, градоначалникот Миле Петков реализираше средба со учениците и менторите кои имаат учествувано на државни надпревари. Приликата беше искористена Петков да им додели признание и парични ваучери во износ од 2000 денари. Целта е да се награди успехот што го постигнале во текот на учебната година, како и да се мотивираат останатите ученици да имаат поголеми успеси на државно ниво. Активноста за доделување признанија беше воведена минатата година, при што забележано е дека бројот на наградени ученици е зголемен во однос на претходната година. На прием кај градоначалникот беа вкупно 17 ученици, како и 15 ментори кои работеа со децата. Заврши забраната за риболов на акумулацијата Градче. Целта беше во периодот од 5 мај до 15 јуни да има непречен природен мрест на рибите. Истече забраната за лов на крапот, кленот, сомот, црната мрена, додека за сладководниот рак има трајна забрана на акумулацијата Градче, а концесионер е спортско риболовното здружение Кочански рибар. Целта беше во периодот од 5 мај до 15 јуни да има непречен природен мрест на рибите. За време на забраната беа организирани риболовни дружења во повеќе категории и дисциплини. Цените на дозволите остануваат исти, при што дневната изнесува 300 денари, 7-дневната 1000 денари, 15-дневната 1500 и годишната е во износ од 3000 денари. Максималната дозволена количина на дневен улов изнесува вкупно 3 килограми, додека за неголема дозволена тежина за улов на крап е до 3 килограми, а над оваа тежина крапот мора да биде вратен во водите. Риболовот на Градче е дозволен само со поседување на легитимација од Македонската риболовна фондација. Дечињата од детската градинка Бисерчиња од Зрновци ја реализираа завршната приредба. Најголема подршка им беа нивните најблиски. Под мотото "Збогум градинке", дечињата од големата група на детската градинка Бисерчиња од Зрновци ја реализираа завршната приредба. Пред нивните најблиски во Домот на културата се представија со музички точки и рецитали што ги подготвија изминатиот период заедно со нивните воспитувачки.
Од општина Зрновци истакнаа дека настанот поминал во одлична атмосфера, за што сведочеше исполнетата сала. Нашите мили, убави и фини дечиња денес едноветија. Со градинката ќе се збогуваат, но нова страна страдуваат, каде само успеси ќе редат и во иднина добри и почитувани граѓани на нашата општина ќе станат. Дечиња, градинката беше вашиот втор дом, но деновите тив поминуваат и дојде денот кога треба да се збогуваме и од градинка во училиште да тргнуваме. Со среќа и ни првачини. Почитувани, оваа прилика ќе ја искористам да се заблагодарам за безпрекорната соработка со општина Зрновци, соработката со училиштето и институциите во регионот. Благодарност до вас, драги родители, за несебичната поддршка што ни ја давате секојдневно и ги доверувате вашите најмили. А најголема благодарност до вас, драги и почитувани колеги, што дадовте се од себе во припремата на завршната приредба. На завршната приредба дечињата со песна и игра на свој начин се поздравија со еден од најубавите периоди во животот. Од локалната самоуправа на Зрновци, наидните првачиња им посакаа успех во школувањето, а додадоа да бидат и упорни во образовниот процес со цел да станат успешни граѓани на Македонија. Почитувани, тоа беа настаните што го одбележаа денешниот ден. Ви благодариме што бевте со нас. Довидување.